И вчера вечер граѓаните се гушеа во отровниот воздух. Ново Лисиче и понатаму рекордер со 9 пати над максимално дозволеното ниво, односно 450 микрограми на метар кубен. Ништо ново ни за жителите на Битола, Тетово, Куманово, Кавадарци и Кичево. И во овие општини граѓаните дишат премногу загаден воздух. Највисоко е нивото на PM10 честичките во однос на другите канцерогени честички. Вчера градоначалникот на Скопје Петре Шилегов ја започна есенската акција за засадување на дрвја, која ќе се реализира во сите скопски општини. Иако акцијата Ден на дрвото, која беше воведена од претходната влада, веќе е укината, приоритет останува обновување на зелените површини за намалување на загадувањето. Надлежните најавија и нови мерки за справување со овој проблем. Имено во наредните денови Министерството за животна средина и другите надлежни институции ќе ги презентираат проектите за субвенционирање на домаќинствата, со оглед на тоа што по детално истражување заклучиле дека вистинскиот загадувач се токму тие. Но и мапирањето на возилата кое што беше планирано за почетокот на идната година сепак ќе се реализира. Проблемот со загадувањето не е нов. Секоја зима се соочуваме со висока концентрација на отровните честички, кои се неколку пати над максимално дозволеното ниво од 50 микрограми на метар кубен, според мерните станици на Министерството за животна средина. Минатата година пак највисока концентрација на PM10 беше измерено во Ново Лисиче сред зима, 1200 микрограми, односно 24 пати над максимумот.